Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, колеги пратеници, господине председавач Велјановски, поминаа 5 седмици, повеќе од 30 дена, парламентарното мнозинство, оформено овде, декларирано овде, буквално ве моли да прекинете, да го кршите членот 89 од деловникот на Собранието на Македонија, да прекинете да го кршите членот 90, 91, да го искористите членот 68 и да продолжите седницата после 18 часот. Буквално парламентарното мнозинство ве моли да прекинете да го кршите членот 78. Вие апсолутно се правите како да сте паднати од Марс. Ова е конститутивна седница на Собранието на Република Македонија, која што од самостојноста до денеска траела од 1 час до 5 часа. 5 недели трае оваа конститутивна седница. Конститутивната седница е опишана во посебна глава 2 од Деловникот на Собранието во Република Македонија и тоа е со сериозна намера така направено. Не ја води председавач, а не председател на Собранието. Председавачот и пратениците имаат за цел на најбрз и на најефикасен начин да изберат председател на Собранието на Република Македонија и да завршат со конституирањето на седницата на парламентот. Тврдите дека имате мнозинство, а и сами знаете дека немате мнозинство. 1.191.892 граѓани, гласачи, гласаа на изборите. 454.577 гласа добивте вие од ВМРО ДПМН и коалицијата. Тоа не е мнозинство. Од 1.191.892 до 454.577 има повеќе од 737.000 гласачи, граѓани на оваа земја. Од вкупно 120 пратеници имате 51 пратеник овде. Прашање дали сте и толку. 69 пратеници од вкупно 120 барат, буквално молат да заврши процедурата час поскоро со избор на председател на Собранието. 62 со својот подпис стојат зад еден колега Тала Џафери да биде избран за председател на Собранието на Република Македонија. Што тука не е јасно? До кога да ве оставиме уште 2 месеци? Уште 3 месеци? Почувам председавач колега Велјановски. Ја користам деловничката и процедуралната можност. И јас да ве замолам најискрено, најучтиво, да го почитувате членот 89 и да давате право на реплика согласно членот 89. Ако не имате право и обврска, да одзимате збор на втора опомена. Да давате право на говор на говорник, согласно членот 90. И ако тоа е надвор од темата на дневен ред, да го одзимате зборот. Ве повикувам согласно член 68 после 5 недели. 31 ден е истечен од кога почна ова заседание. Да ја продолжите седницата после 18 часот, за да заврши конституирањето на парламентот. Ве повикувам да го почитувате членот 78 од Деловникот. И на барање на еден пратеник со подршка од 10, да дадете мнозинството да се изјаснува дали ќе се помине на следната точка. Ако нема мнозинство, останува вака. Ако има мнозинство, ќе одиме на 4-та точка, дебатата останува и продолжува после тоа. Господине Велјановски, колеги пратеници, заврши времето кога можевте да го кршите уставот, законите и деловникот во ова собрание и при тоа да го продавате како патриотски чин. Завршила. Искрено ве молам, немојте да се изживувате и да го тероризирате декларираното оформеното мнозинство овде во собранието. Ве молам најучтиво, немојте да го кршите деловникот, законот и уставот на Република Македонија. Овде постои декларирано и оформено мнозинство. Тоа мнозинство, тоа нема да ви го дозволи. Ова мнозинство овде, ја завршувам мислата. Ова мнозинство овде има право и обврска да избере председател на собранието од своите редови. И за тоа ќе носи одлука. Ќе носи одлука во ова сала, ќе носи одлука во некој од другите сали во собранието, во ходникот, на скалите, во амфитеатерот на парламент, на правниот факултет,
во ману, ќе носи одлука. Затоа сакам строго да се држам до процедура и до деловник. Должен сум да одговорам на сите ваши прашања. Господин Заев. И ќе почитувам, господине председавач, да не го злоупотребам деловничкото право. Ќе свикам пресконференција горе, сега во прес-салата, да дадам одговори на сите ваши прашања. Но ве повикувам да завршиме конститутивната седница на Собранието на Република Македонија.